civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Јас ќе се обидам да малку пластично да опишам една ситуација. Влегува, нели, камерите ни прикажуваат студио, 6, 7, 8 кандидати за градоначалници, двајца или еден водител, и еден од гостите вика на поставено прашање, јас не сакам да одговорам на тоа прашање, јас имам подготвено што овде ќе кажам на моето представување. Водителот му вели, ние имаме некакви правила, ве молам, нели, да се држите на тие правила. Не, ова е мое време, јас ќе располагам со тоа, не се работи ни за јавен сервис, се едно. Значи, го пуштија гостинот да си ја тера, да си ги троши своите, условно да речам, минути, но ние, гледачите, од страна на кандидатот, на некој начин сме измамени затоа што новинарот и таа новинарска екипа и нивната уредувачка политика не беа отпорни. Не смогнаа сили да ги наметнат своите правила, кои важат за сите во студиото и воопшто правила што си ги утврдиле во рамките на своите уредувачки политики. Таму им издоминира во студиото еден од кандидатите, не смогнаа сили да решат, добро, ви благодариме, тоа се нашите правила, тоа ви исто како да излезете со, не знам, со автомобил, возите по улиците и поминувате, не знам, на црвено или на забрането или вртите на полна линија. Вие тие правила во сообраќајот сте ги прифатиле, така и кандидатите на овие избори и на сите други ги прифаќаат правилата на медиумите уште пред да влезат во студијата. Но таа нивна арогантност, новинарите немаат отпорност да речат не, тоа се правилата, повелете, жал ние, еве ви вратата, ќе туркаме ова со другите кандидати без вас, кога ќе бидете подготвени нашите правила, да ги почитувате во нашата куќа, кои не се косат со елементарните етички, медиумски, професионални така натаму правила за кои, нели, надзор е и наблюдувачки мисии и Советот за аудиовизуелни, нели, медиуми. Значи, новинарите, имам чувство, не сме подготвени да одговориме на потребите на публиката. И кога вие, Дехран, сега ги посочувате примерите за етничката припадност и социјалната категорија на луѓето што, нели, ги наоѓаме по улиците и што барат парче леп или не мамат, нели? Или не мамат или си имат мака, македонското новинарство не успева докрај, значи не истражува. Еве, уште еден пример ќе кажам. Пред 2 дена на една национална респектибилна телевизија, приватна, кандидатката за градоначалник на една позиција одбила да влезе во дуел со нејзиниот против кандидат за последниот чин на изборите на 31 октомври. И тоа телевизијата, надвор од сите своји замисли, стандарди и правила, го прифаќа и нуди простор да ја сними, па откако едниот кандидат оди во живо, потоа или пред тоа пуштаат кандидатката и така натаму. Значи, правилото е, ние како публика сакаме соочување. Така беше најавена емисијата. Тоа е уредувачката политика на таа програма. Но кандидатот успел да издействува наспроти убедувањата и програмските политики на тој медиум, да си настапи сам, да се узурпира практично простор. Ние, гледачите, не ја видовме дебатата, не видовме одговори и прашања едни со други, да видиме кандидатите каде се движат, како да се определиме за избори. Така што, ете уште еден минут за медиуми. А зборуваме колку се медиумите подготвени да покренат нешто во општеството, да променат, да направат и така натам, кога самите медиуми чувствуваат страф од некои си кандидати за локални избори, не знам како ќе биде за парламентарни. Да, може ли во изминатиот период Цивил овозможи да се направат низа дебати со кандидатите за градоначалници низ неколку општини во државата. Токму на овие теми за кои што зборуваме, социјална правда, антинационализам и зелени вредности. Истите прашања, стандардизирани прашања им беа доставени и понудени на сите кандидати од сите политички партии. За жал, повторно ќе кажам, ние бевме соочени да имаме или еден кандидат, или да имаме кандидат, не сите кандидати од кои што трчаат за градоначалничката фотеља.
Како во тој случај медиумите може да ја го пренесат ставот на одредена политичка партија, кога таа политичка партија одбива да дојде во тој медиум? Затоа што не само што не ќе да се соочи, воопшто не сака ниту да учествува на овие битни теми, кои што вели, цитирам еден кандидат за градоначалник, вели, не се доволно атрактивни овие теми, затоа што сметам дека други теми се многу побитни со кои што можам да ги купам, да ги убедам гласачите да гласат. Вие ме водите на линијата за која јас сакав да завршам. Значи, дали уредувачката политика ќе ни ја тераат кандидатите кои си имаат своји интереси и политичките партии и нивните штабови, или ние во редакциите ќе си ги одредиме стандардите за тоа кои се правилата во рамките на таа една демократско медиумско представување. И ќе завршам сега со една, да поентирам, повеќе констатација, можеби и уште повеќе моја дилема. Колку новинарите и редакциите, како уредувачки политики, договор таму внатре во редакцијата, се подготвени да ги издржат притисоците на политичките партии. Например, последната информација, колку се подготвени да земат дигитон во рака и додека соговорниците говорат или дел од екипата или воопшто тоа не е прво представување, да седнат малку да направат математика, дали е можно во една скопска општина, например, кандидатот за градоначалник вели за 4 години 2 училишта и 4 градинки ќе направиме во општина. Ако земете најпроста математика, ако нема помош од државата, ако нема дозвола од државните органи, нема шанса да добие дозвола за градење. Значи, прво тоа треба да го направи. Второ, парите. Кога знаеме дека повеќе од половината од буџетите на општините одат за плати на општинските службеници, значи, не гледаат во очи, нас не лажат како новинари, и ние премолчно дозволуваме тоа да оди во отерот и практично кандидатите, политичарите да ја лажат целата јавност. И моето прашање и мојата дилема е, до каде можат и колку смеат да бидат инертни новинарите во таа улога што имаат тука, еве поготово за овие, да ги земеме сега практично локални избори, да бидат пасивни наблюдувачи и пасивни слушачи на тоа што им го кажуваат политичарите, кандидатите. Дали во тој момент ние како новинари, актери, имаме чувство дека публиката за која работиме и ние, пред која се представуваат кандидатите, а не се во можност да остварат директната нивна интеракција за да постават прашање од каде пари, колку пари, кој ќе ги даде, кој ќе ги даде дозволите и така натаму, дали ние како новинари веруваме дека дали самите веруваме во тоа тие што ни го кажат, или можеме, или дали смееме да бидеме во улога на коректори, да бидеме настојчиви, да бидеме упорни и да ги прашуваме тие што на кои им отвораме преку камерите и микрофоните да влезат во секој дом, им дозволуваме и преку нас да бидат лажени граѓаните. Без ние, како коректори на таа нивна кампања, да речеме, добро, стоп, ова не е јасно. Ајде уште еднаш да го објасниме со математика. Општината за 10 години не може да собере толку буџет да изгради 4 градинки и 2 училишта за 4 години. Елементарна теорија нема. И можам да замислам како ние, како гледачи од дома, коментираме зошто не го праша новинарот, зошто не го пресече зова, зошто не му предочи други факти и елементи, ние сме пасивни наблюдувачи. Зашто? Во името на некоја лажна демократија, да не се случи дека овој медиум навива за овој или за оној, ние не разбравме дека медиумите мора да навијат за својата публика, тоа се гледачи. Тука ми е дилемата, ова што на почеток ја постави, дали медиумите се доволно моќни, способни да се спротивстават на сите појави во општеството, без да прашаат, без да истражат, без да не му дозволат на соговорникот, на надлежните, на институциите, да поминат така бегло, да не дават одговори. Последната, условно да речем, не е афера, се разбира, секој може да има како сака пасош, лична карта и така натаму, законот не дозволува со двојно или тројно државјанство да учествува на локални избори, но со кандидатката за градоначалник. Една телевизија, пример како се однесува телевизии. Таа новинарот ја прашува дали имате лична карта, не е битно, публиката сака да знае тоа од јавен интерес, иако може не влијае на изборите или ќе влијае sejedno, но не влијае од законски аспект дали може да учествува на избори или не, напротив. Нели демократија и слобода. Таа 3 пати го избегнува тоа прашање. Новинарот и наметнува свој теми што новинарот во студиото прифаќа и тоа оди натаму. Ние како гледачи
Помине, не знам, сат, 2, 3, 5, заврши емисијата, ние не дознавме дали таа дама има лична карта од друга држава или нема, или пасош или нема. Не успеа новинарот да рече да издейства одговор со да или со не. А потоа, нели, ќе си следат. Некои медиуми подосна сами изгуглаа, влегоа во системот на соседната држава, открија документи, но ова е голем минус, например, за тој медиум, што, еве, ние го гледаме и сакаме да бидеме информирани. И за новинарот кој ја водеше тој разговор, тој интервју. Сакам да кажам дека не, мислам дека не сме, ја немаме кондицијата, речеме, ние сме новинари, се држиме до нашите морални, етички, професионални стандарди и ние на нашите соговорници, на кои сме им отвориле врата да влезат во студиото, или сме им го дале камерата и микрофонот да проговорат, преку нас во јавноста, да не им дозволуваме, ние мора да застанеме на страна на гледачите на јавноста, вклучително, значи, ги земав локалните избори како пример, каде сме, многу сме далеку, мислам дека од она што малку фаќаме во некои други медиуми, па и во околината, малку се понастојчени и поупорни новинарите да истражат тоа што и да почувствуваат што публиката од нив очекува од нас, што очекува. Ние не одговараме на нашата задача. Генерално. Секоја чест на исклучоци. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.